Добро вечер! Вие гледате Македонија еден тим. И денес ви ги пренесуваме информациите и доживувањата поврзани со патувањето на караванот Тим Македонија и председателот Ѓорѓе Иванов. Во четвртокот, председателот и караванот беа во посета на Долнени, Кривогаштани, Крушево, Прилеп и Битола. А и Дамјан беше таму. Па од него дознаваме како си поминаа. Јас сум Христина Трпческа, дипломиран воспитувач. Јас сум Александар Тодески, актер при Народниот театар Војан Чернодрински од Прилеп. Јас сум Александра Сипковска, дипломиран психолог. Јас сум Рмеска Мери, дипломиран правник. Дали ја поддржуваш и зошто ја поддржуваш кандидатурата на професор доктор Иванов? Така, јас ја поддржував и ќе ја поддржувам кандидатурата на доктор Иванов, затоа што човекот се покажа и докажа дека знае да ја води оваа држава и дека е доследен и во иднина да ја представува државата во земјата и во странство нормално. Затоа што мислам дека во изминативе 5 години, додека беше председател, одлично си ја водеше својата функција, се бореше за нашето име, за нашиот јазик, за нашиот народ и мислам дека тоа е едно за кое ние живееме и вреди пак да го посакаме на истото што го сакаме. Ја поддржувам кандидатурата на професор доктор Ѓорѓе Иванов, затоа што во изминатиот мандат постојано ја афирмираше нашата држава пред сите меѓународни фактори и затоа што ги застапува националните интереси. Ја поддржувам кандидатурата на професор доктор Иванов затоа што е председател кој докажа дека е доследен, чесен, од народот за народот, имав прилика да го запознам и пред се затоа што ја носи Македонија во срцето. Што е со тимот Македонија, дали се запознаена со тоа дека има луѓе кои што патуваат како негови поддржувачи, секаде онаму каде што патува и тој? Да, секако сме запознаени со тимот Македонија, ги поддржуваме, ја даваме целосно нашата поддршка. Прилепчани секогаш се за Иванов, за тимот на Македонија и сметам дека и овие избори дека ќе ги добиеме така како што треба да ги добиеме. Мислам дека тимот е одличен и се восхитувам на тоа дека од година во година, од мандат на мандат, гледам луѓе кои навистина заслужуваат да бидат на тие места, до председателот или едноставно речено, мислам сите се полни со харизма, сите се прекрасни луѓе. Начинот на кој се поддржува кандидатот за втор мандат, професор доктор Ѓорѓе Иванов, навистина многу ми се допаѓа, затоа што тој како личност им дава можност на сите квалитетни кадри во нашата држава да се докажат и покажат и да застанат зад вистинскиот човек. Мислам дека е одлична идејата со тимот и мило ми е што се повеќе и повеќе не има како поддржувачи на најдобриот председател. Јас сум Мики Јовановски Џафер и јас сум дел од тимот Македонија. Химната на оваа изборна кампања е наречена Државата пред се, како и слоганот за истата. Естрадните уметници кои ја изведуваат се собраа на едно место по повод снимањето на видеозаписот за неа. А јас и Дамјан бевме таму и видовме како протече снимањето. Денес ви го прикажуваме и финалниот производ. Го следиме караванот Тим Македонија, ги следиме сите најинтересни мигови, активности кои што ги има председателот Иванов. Сега тука во центарот на Охрид, односно на самиот плоштад, се случило нешто многу интересно, односно се снима спотот за изборната песна. Како се викаше песната, да? Изборната песна се вика Државата пред се, впрочем онака како што и слоганот на актуелната кампања на Ѓорѓе Иванов Државата пред се. Тој овие 5 години работеше за народот и беше дел од народот, но во престојните 5 години тој не ветува ништо поразлично од тоа дека ќе продолжи по истиот пат. Впрочем, како што и самата песна, во самата песна што се зборува. Денеска се снима, како што ви кажа Јована, тука спотот за оваа официјална, химна на кампањата, а како тоа се ќе звучи, како се тоа ќе изгледа со луѓето кои што ќе бидат на сцената, односно пејачите, ќе видите за некој момент. Затоа останете со нас. Се што сме ветиле правиме, за подобро утре работиме, слушаме гласот на народот, неговиот збор е најсилен.
Јас сум Тони Михајловски и јас сум дел од тимот Македонија. Јас сум Јелена Жугич и јас сум дел од тимот Македонија. Јас сум човек кој не може да живее без музиката и без театарот и без уметноста воопшто. Председателот Иванов е човек кој што од секогаш знаел да го препознае квалитетот во уметноста, во театарот, во музиката. Еден од важните сегменти зошто го поддржувам председателот Иванов е токму тоа. Караванот Тим Македонија продолжува со своето патување. Утре сретнете се со председателот и неговите поддржувачи во Богданци и Дојран, Демир Капија и Гевгелија. А со нас се гледате во исто време. Поздрав до тогаш.